Адвокатот Никола Дудевски, кој го застапува екс-премиерот Никола Груевски и уште неколку функционери од ВМРО ДПМН, тврди дека тие не барале од специјалното обвинителство да ги затвори истрагите, туку обвинителството требало тоа само да го направи по силата на законот, откако било објавена аболицијата. Од страна на одбраната е побарано специјалното јавно обвинителство да ги повлече невистинитите наводи, изнесени на вчерашната пресконференција. Во реакцијата на адвокатското друштво се вели дека по одлуката за помилување, запирањето на постапките било должност на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство било должно да ги запре постапките. Одбраната не барала запирање на истрагите. Невистинити се тврдењата на СЈО дека одбраната на помилувани лица, поименично наведени во писмени известија, па СЈО до медиумите барала запирање на истрагите. Според Законот за кривична постапка, одбраната нема обврска ниту потреба да поднесува барање за запирање на постапката во случај на помилување, туку СЈО морало да донесе наредба за запирање на истрагите по службена должност и тоа е негова задолжителна законска обврска која настапила на 12 април 2016 година. Од адвокатското друштво Дудевски наведуваат и дека верувале дека специјалното обвинителство ќе постапи по закон и дека ги запрело истрагите според законската обврска. Тие велат и дека побарале примерок од таа наредба, но се уште не добиле одговор. Токму затоа поднеле барање и до Советот на јавни обвинители да го преиспита незаконитото постапување на специјалното јавно обвинителство. Тврдењето дека во Законот за кривична постапка нема рок е обид за оправдување на незаконитото постапување, бидејќи член 304 од Законот за кривична постапка ја употребува задолжителната форма ќе ја запре, а доколку логиката дека нема рок ја употребеше судот и не ја запреше постапката за лица кои беа во притвор и во затвор, ќе значеше дека тие лица остануваат во притвор или затвор. На вчерашната пресконференција на специјалното јавно обвинителство, обвинителката Ленче Ристоска изјави дека одбраната на дел од осомничените побарала запирање на постапките против нив.